татко може да сопре автомобил со една рака? Мислиш ли дека твојот татко е толку многу силен? Абе не, мојот татко е чобрекјаец. Знаеш ли зошто слонот не сака да работи на компјутер? Па се знае зошто, дека се плаши од глувчето. Докторот го прашува Марко. Марко, да не имаш ти проблем со ушите и со носот? Да, имам проблем. Секогаш кога се облекувам джемперот. Драги дечиња, почитувани директорки, воспитувачи, негователки, дозволете да ве поздравам од моје име, од име на председателот на Советот, советниците, секретарот на Советот. Сакам на дечињата да ги кажам дека наша задача и ние сакаме секој ден да се вака насмејани, затоа што дивната насмевка е она што нас не мотивира да работиме многу подобро. Беше најавено дека ова е прв фестивал од ваков карактер во Општен центар и она што можеме од заедничко име да го ветаме дека тој не само што е прв, туку ќе стане од денеска и традиционален во Општен центар, затоа што навистина сакаме да имаме убави заеднички моменти. Дозволете се еднаш да ве поздравам и да се препуштиме на прекрасната програма која што ја спремија трите наши градинки. Благодарам. Сега малку ќе ве потпрашам и верувам дека вие во действот имавте омилена маска. Беше договорено. Не знам, јас ова е 1 април, може се да се прави на недоговорено. Што ми беше омилена маска? Добро, овде гледам Бетмен, ја бев Супермен. Не знам дали има Супермен овде. Има некој? Ти си Бетмен, добро. Тоа беше мојата маска, која бев малко. Таа беше наомилена, добро. Дали паметите некоја неверојатно интересна случка која што се врзува за некоја троштина, бидејќи сите се шегобини за 1 април, па да ве приложат и така и троштини да направат за вас? Па, најпроблематично во наводници беше кога моите мали деца успеа да ме излажат за 1 април, тоа сватив дека е сериозна работа со нив. Значи, драго ми е кога и децата ќе успеат нас да не победат во наводници во таа шега, така да драго ми е кога тоа се случува. Знаете што, другари? Многу се исплашив кога мама се разболе. Си помислив дека тато ќе ни готви. Кокошките со ситни трошки од чоколадо. Еден човек поминал, ја видел што прави, па ја прашал: зашто не го јадеш чоколадото, а туку ми го даваш на кокошките? Затоа што сакам да ми снесат киндер јајце. Дали ти, Лукјан, знаеш тоа што е изненадување? Изненадување е кога сакаш да јадеш колачи, а гледаш дека другите ти ги изедат. Дали ти, Калина, знаеш што е тоа слобода? Слобода е кога ја прашувам мама дали смеам да земам чоколадо, а таа вели земи си слободно. Човек по име Итар Пео еден ден отиде во Мејана, каде што се вареше и мирисеше една многу
убава манџа. Си извади лепче од торбата и почна да јаде суфлеб. Откако се наједе, стана да си оди, но меанџијата го запре и му рече: Ти Пео не плати. Добро не, сега ќе ти плата, еве ти паричка. Ама ти Пео ти ми платиш ли?